За ВМРО ДПМН е политичка, за СДСМ правна одлука на специјалното јавно обвинителство за повлекување на обвинението за случајот Пуч. Катица Јанева донесе уште една срамна и безобразна одлука за да го спаси нејзиниот штитеник Зоран Заев. Вака ја почна пресконференцијата членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Велјановски како реакција на одлуката на СЈО. Со одлуката да го повлече обвинението за предметот Пуч, Јанева застана зад обвинетите Заев и Верушевски, кои се обидоа да ја заобиколат волјата на народот и без избори, со уцени, со незаконски стекнати и монтирани материјали да се дограбат до власт, изјави Велјановски и подсети на признанието на обвинетиот Звонко Костовски и скајп комуникацијата меѓу обвинетите. Катица Јанева со денешната одлука потврди дека основната задача на СЈО не е расчистување на скандалот со незаконското прислушкување, туку вклучување во политичката битка. Основната задача на СЈО беше да ги расчисти кривичните дела кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Со денешната одлука СЈО целосно се делегитимираше и самото се откажа од основната функција за која што е формирана. Веќе немаме никакви дилеми дека СЈО е партиски огранок на СДСМ и дека не постои никаква натамошна причина за неговото постоење во правниот систем. Од денеска Зоран Заев е криминалец кој е аболициран по втор пат. СДСМ пак смета дека со одлуката на СЈО се докажало дека случајот Пуч е монтиран, инициран од поранешниот премиер Никола Груевски. Пуч според СДСМ бил обид на власта за прогон на политичките противници, но и поука дека никој не може да застане на патот на правдата. Со денешната одлука на специјалното јавно обвинителство да се откаже од обвинителниот акт против председателот на СДСМ Зоран Заев и другите лица во така наречениот случај Пуч и официјално се потврди дека странските служби, жолтите комбиња, тактичката опрема, клонираните базни станици се несовесна и безобразна измислица на Никола Груевски, стои во соопштението на СДСМ. Случајот Пуч го отвори јавното обвинителство во април 2015 година. Ова беше еден вид одговор на бомбите на Зоран Заев, лидерот на СДСМ.